Скопје-Софија дистанца од само 240 километри, но како да си илјадници, кога е во прашање транспарентноста на властите, Димитар Ковачевски после Брисел како да исчезна. За разлика од него, Кирил Петков секојдневно ја информира бугарската јавност за спорот со Македонија. Уште во Брисел со победнички наратив порача дека условите и уцените на Бугарија сега станали услови на Европската унија. Те се разбрали условите кои се важни за Бугарија. Тие ги разбра условите кои што се важни за Бугарија и тие услови всушност се европски. Многу е важно правата на бугарите да се запишани во Македонија. Тоа е европско видување и европска обврска. Тоа да се случува не само за нив, туку за сите луѓе кои сакаат да членуваат во Унијата. Така што бугарските барања всушност тие се реално европски. По враќањето од Брисел, Ковачевски нема ниту статус на Facebook, а веќе трет ден од неговата PR служба не одговараат на прашањата на Алфа околу францускиот предлог. Повторно различна е состојбата во Бугарија. Од белгиската престолнина Петков директно влезе во студиото на државното радио, од каде повторно испрати победничка порака. Ако Македонија се согласи со францускиот предлог, во уставот на Македонија ќе влезат бугарите пред да почне преговарачкиот процес. Второ, имаме јасни контролни механизми за говорот на омраза и за дискриминацијата. Трето, имаме многу јасни дефиниции за историските факти и образованието во училиштата во Македонија. По Брисел покрај премиерот молчи и македонскиот претседател Степан Даровски, што не е случај со неговиот бугарски колега Румен Радев, и тој пред медиумите говореше славенички. Знаете, че аз отдавна настојавам македонските българи да бидат вписани в Конституцијата. Знаете дека јас одамна настојувам македонските бугари да бидат впишани во уставот. Францускиот предлог содржи многу од основните бугарски барања, но можеше да биде многу поуспешен воопшто, вклучително и бугарско-македонскиот протокол, доколку нашите политичари посветија многу повеќе внимание на целиот овој процес. Додека јавноста бара одговори на многу отворени прашања, владата како да занемела, Алфа телевизија 3 дена чека на одговор дали имаме подготвени барања за промена во францускиот предлог или можеби имаме наш предлог со цел крај на спорот со источниот сосед.